Ние сме земја која сме ги дале сите права на малцинството кои живеат во Република Македонија и тоа е добро. Меѓутоа мислам дека треба властите наши и ова актуелна и таа што била пред тоа и таа што ќе биде после тоа, треба да се позанимават и со да лобираат да и во Грција и во Бугарија па и во Албанија да македонците добијат некакви елементарни права со кои ќе се покаже дека тие се едно малцинство во конкретната земја, во овој случај во Грција. I think that official Athens should adopt the ratification of the European Charter and start to implement this very important Council of Europe document, as well as to implement the general policy of the European Union related to linguistic diversity. We regret to say that up to now the Greek politicians hasn't done anything to develop such a policy and to convince people that such a policy is not against Greece, against the Greek language and culture, but the policy to maintain the cultural and linguistic diversity, which is the real richness of Europe and the Greek states as well. Факт е дека во моментот дел од тие работи се решени, посебно околу визниот режим и пасошкиот, ако сакате, е потврда дека оптимизмот не треба да не напушта, бидејќи сите проблеми што постојат од овој тип имаат решение. И во 2001 година за прв пат ми беше дозволено да одам во Грција, во Егејска Македонија и да го посетам моето родно место, селото Бабчар. А причина за тоа беше една моја изложба која организиравме во градот Воден, во Грција. Што значи повеќе од половина век и покрај моите чести обиди да добијам виза, не можев, значи не ми дава виза, затоа што условот за да добијам виза требаше да јас да се декларирам дека сум грк по потекло, за да можам да добијам виза. Што е апсолутно, мислам, апсурд да некој бара од некоја личност, да е граѓанин, да се декларира тоа што не мисли дека е. Во поглед на визниот режим, пријатно изненади и со големо задоволство беше токму европската одлука на Грција да едноставно им дозволи влез на сите граѓани од Република Македонија во Грција, кои по различен основ би сакале да престојуваат, да посетат некого, да видат некои своји роднини, да ги посетат родните места и така натаму. Македонците се масовна маса голема, милиони и нешто македонци сме само во Македонија, поживееме во Грција сега. Размисли да се вратат во Грција, уште 250 до 300 илјади што живеат надвор од границите, а со право да се вратат. До сега има доста позитивен одзив на нивните барања и одредени одлуки се во нивна корист донесени. Грчката влада со нашето преторено од 45 година навака воопшто не сака да поставува некои прашања околу имовинските прашања, околу стоката, околу куќите, државјанството. Ние повеќе пати на овие прашања инсистираме некој одговор да добиеме, меѓутоа овие прашања се неко запоставуваат и се постават за подобри времена, така да до ден денеска имовинско правните прашања на тие македонци и нашите, наречеме, дедовци, татковци и така натаму, се уште не се решени. Има и некои отстапки на Грција. Веќе во Грција е регистрирана првата политичка партија Вино-жито, во која има основна цел да го брани македонското малцинство во Грција. Своевиден преседан направен е минатата година кога грчката влада овозможи во Лерин да се одржи третата средба на така наречените деца бегалци од Егејска Македонија, со што се одбележани 55 години од екзодусот. Од Министерството за надворешни работи на владата на Пасок дојде уверување дека е ова почеток на крајот на голготата на протераните, дека е ова третиот крај на граѓанската војна и затворање на едно од најмрачните периоди во современата историја на Грција. 2003 година програмата ни беше темпирана, изработена така да се одржи во Егејска Македонија, односно да почне во Лерин, а другите активности во сите други крајеви. Меѓутоа, и тука, после големи перипети, големи расправи,
ми беше речено од грчката канцеларија, односно од надлежните, дека грчката влада воопшто не се согласува да правите средба, а за таква средба не била заинтересирана наводно и македонската влада. За време на враќањето на децата бегалци летоска, минатото лето, се обидеа да изолират децата бегалци кога дојдове во Лерен и во Солун, не сакаe да идат на пошироко да се движат со луѓето, туку тоа што му има кажано државните институции. Луѓето беа, си спомнаа за старите места, за родните места, се вратија назад во својата земја, каде што си имаат и семејства и имоти и така натаму. Така што се ова оди по еден природен пат. Па за прв пат доаѓам после 55 години. Иначе многу сум возбуден и стварно после 55 години да дојде човек да си го види нели родниот крај, стварно е една голема возбуда. Тргнавме вчера, поручек знаеме дека ќе има проблеми ако одиме со автобус на граница, така да денес цел ден бевме во родното село, го поминавме. Јас сум иначе заедно со брат ми живее во Чешка и он е тука, па заедно се сликавме, куќата стара, изрушена ни е едно друго, и пак имаше голема носталгија, еве, дојде и тоа време, значи, да дојдеме во родниот крај. Πιστεύω ότι το θέμα με τους πολιτικούς πρόσφυγες που ζουν στα Σκόπια και στις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κάποτε πρέπει να τελειώσει. Όσοι εξ αυτών θέλουν να επιστρέψουν και να ζήσουν στην Ελλάδα για το υπόλοιπο της ζωής τους, οι περισσότεροι είναι και μεγάλης ηλικίας, κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουν. Η πολιτεία πρέπει να τους δώσει αυτή την δυνατότητα και πρέπει να πάρει και αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να πάψουν και οι ερυθρές λίστες, οι περίφημες ερυθρές λίστες του Υπουργείου Εσωτερικών ή της ΕΕΠ, να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο και όσοι εξ αυτών των πολιτικών προσφύγων θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, να συνταχθούν με το δεδικασμένο το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, ας το πράξουν και ας επιστρέψουν πίσω. Νομίζω ότι κανένας στο 2003 που ζούμε σήμερα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από κανέναν. Добар вечер, добро ни дојдовте наши гости. Сакам да признам дека тоа мое добродошли не е од се срце, заради тоа што само половината мое срце е тука со вас, а другото половина е надвор. Тамо со тие други наши кои не можеа, кои не успеа да бидат денес тука. И во овие мигови би сакал да апелирам до грчката демократска јавност, би сакал да апелирам до сите прогресивни сили во Грција, да го направат големиот чекор, рацистичкиот закон од 82 година да го поништат и да овозможат достоинствено нашите луѓе да можат да бидат наши сограѓани.